Благодарам, подпредседателе. Почитуван колега Фадил Зендели, се јавив да ви реплицирам со еден почетен влез во репликата која што го планирав, ама од репликите кои што ги слушнав и надоврзувајќи се на вашиот говор, излегува некои други факти и тези кои што се вртат денови. Чудни тези развива власта, колега Зендели. Центарот на европските вредности во државата е СДСМ и ДУИ. Центарот околу кој гравитираат сите политички субјекти од албанскиот етникум е СДСМ и тука треба да се вртат сите. Ама не е така. Вие влеговте во една заедничка коалиција со заеднички листи со СДСМ и овие што зборуваат за принципи, вредности, продолжување на традицијата, почитување, ви сврлија од власта многу едноставно, а вие ги знаете проблемите. По вашето разрешување во власта влезе алтернатива. Повторно слушавме европски вредности, повторно слушавме желби за напредок на државата. Сега гледаме дека тоа не се случува. Знаете какво беше назначувањето на Хусни Исмаили, 6 месеци за подпредседател. И сега наред доаѓа Алијансата. Алијансата до вчера најголем борец против криминалот, најголем сопарник на ДУИ, одеднаш се фокусира на други теми. ВМРО-ДПМН, што прави ВМРО-ДПМН? А ВМРО-ДПМН континуирано го тера опозицијскиот пат и борбата против корупцијата и високите вредности, односно она што треба да бидат критериуми во државата. Повторно се спомнуваат и други политички субјекти, се плашат албанските граѓани, ама никој не демантира ова што го каже колегата и никој не спомна збор на ова што го каже колегата Александар Николовски. Денеска јавно обвинува дека Фатмир Меджити на улица Бриселска 18А има некој објект кој што од барака порастал во нешто друго. Ама ние во контрарепликата се фокусираме да му кажеме на Фадил Зендели дека ВМРО-ДПМН се тие кои што се лошите. Не, колеги пратеници од Алијанса за албанците. Скршнавте од вашиот пат, тоа е ваша легитимна политичка одлука. Се боревте 3 години во опозиција, во година пред избори влегувате да дадете подршка на вашиот најголем непријател, кој што од криминалец не го спомнавте подолу, и сега имате проблем со филозофски мисли да излезете од приказната која што сами си ја наметнавте. Ваш проблем, вие треба да се објасните со вашите поддржувачи, ама јас морав ова да го искоментирам. Благодарам.